Драги мои, здраво, добро вечер, добре дојдовте во ова прво октомвриско дождливо издание во октомври месец, баш онаков како што треба да биде, нели? Октомври, есенска атмосфера и така ни е некако врежано уште од деца, ама за жал се разгаливме малку минативе, ајде да речам децении, не секоја година, ама повеќето години. Прилично топло време имавме во октомври, уживавме до крај на октомври во така нареченото чергарско лето, не смеам друг збор да употребам. Па се прашувам како ли ќе ја викаме книгата Белото ромче на Видео Подгорец? Gypsy Kings како ќе ги преведеме? Roma Kings? Добра. Немам проблем со ромите, нивно право е да си одредат како сакаат да се нарекуваат. Само, знаете што, повеќе би сакал да ги видам како се борат да бидат образувани, да бидат вработени, да произведуваат, а формата и респектот сам по себе доаѓа. Тука да немате никакви двојби. И албанците ги викаа со друго име кое самите меѓу себе го викаат, но они рекоа не може. Тоа како кај црнците кога меѓу себе се викаат нигер, ама ако некој друг ги нарече, тоа е расизам и навреда. Но тоа е еден празен формализам кој во суштина ништо не менува. Знаеш што менува? Менува кога си образован, кога си успешен, кога си едуциран, кога си богат не мора материјално, богат духовно, богат културно, богат, има многу начини како да се збогатиш. Со самото тоа, без да бараш од некого, ќе добиеш почит. Знаеш, Македонија да беше средена, среќна, нож у нога имам у моментов. Знаете за мојата глупост, кога се само осакатив. Па на овие временско целзиусни промени, знае одеднаш да дојде пробот, точно во една точка, тоа е поема немам, поема не. Само во моментов ми го земе издивот и зборењето. Океј, добро. Како што е мојот другар Адо, кој заколнат рече дека пред камера нема да седне, па е него со боки, ама добро, знаеш како, геј љубов. Многу сум паднат. И во право е, точно е. Ја не сум ни бледа сенка како сум бил популарен на времето, но за све сум јас виновен. И никој друг освен мене. Сепак, 25 години, можев да формирам и своја продукција, каде што многу поинаку се ќе беше. Нема врска. Добро. Океј. Ние во моментов одиме во живо, стримаме. Добро вечер до фейсбуковците. 15 души ги имаме моментално. Браво, бе. Браво, режија. Океј, доволно е. Би било фино да се вклучите со некој ваш коментар, кој може да биде како шлагворд во емисијата, но знаете дека мојата логореа и јас сум спремен. Чим сум сам тука јас сам ќе изборам. Ја и кога имам сам гостин, уса не затварам, не па за вака. Но може да биде поинтересно заради вас, драги мои. Океј. Првин се загреавме, малку луѓе има или нема, ќе видиме тоа и мислам дека и небитно во суштина, но најбитното ни е што воведот секако ќе има работи кои се во врска со политика и со актуелностите, но и ќе има со работи кои се поврзани со
човечност, хуманост и... тешко ќе биде ова. Добро. Знаеш, кога старееш, нервите ти огуглуваат. Моите колеги на овие години се со изгорени јетри, џапаат, пушаат, знаат и да шмркнат и така натаму. Ја па имам проблеми со простатата, а вика, луѓе по простата ќе ги приметиш по тоа што знаат да се расолзат. Значи, не се емоционално нестабилни или лигуши или крај пуси, него едноставно тоа некакво поврзување помеѓу простатата и центрите за неконтролирани емоции. Океј, земам воздух и ја читам следнава статија. По 6 месеци борба за живот, Мелани, една од најтешко повредените од дискотеката Пулс, конечно дома. Ова е Мелани, нека не ве соблазнува. Незината состојба беше живото загрозувачка до пред 6 месеци. 18-годишната Мелани Тасева од Скопје, една од најтешко повредените жртви во трагичниот пожар во дискотеката Пулс по повеќе од 6 месеци болничко лекување, конечно се врати дома. Несреќата се случи на 16 март. Остави длабоки последици врз младата девојка. Живото загрозувачка состојба, бројни изгореници и интоксикација со гасови. Заради сериозноста на повредите, Мелани првично била хоспитализирана во приватната болница Жан Митрев клиник, а потоа префрлена во Воено-медицинската академија во Белград. Во текстов не се кажува ништо повеќе зошто е трансферирана на повеќе места, а вам да ви биде јасно, кога еден родител ќе види дека нешто не оди, тогаш бара таму кај што може. Нема ништо да асоцирам, затоа што сакам да го оставам позитивниот тон на ова што го читам, иако е онака желудникот ќе ти се стегне. По третманот на ВМА се вратила во Жан Митрев клиник, но поради влошување на состојбата во крајно тешка општа состојба на 5 мај била префрлена во клиничката болница Ачибадем Систина за понатамошен третман. Во тешка здравствена состојба поминала 139 дена, борејќи се и таа и целиот тим во болницата за закрепнување, ден по ден, чекор по чекор. На 19 септември, по половина година низ болнички ходници, интензивна нега и несебична поддршка од лекарите на клиничката болница Ачибадем Систина и семејството, Мелани се врати дома. А за родителите нема поголема радост, ниту посилна емоција од мигот кога нивното дете по тешката битка ќе се врати дома во нивна преградка. Според семејството на Мелани, третманот и стручноста на тимот од клиничката болница Ачибадем Систина бил клучен за излекување на нивното дете. Ако читам овде меѓу редови, тоа значи дека претходните веќе кренале раце, дека воопшто девојчево може и да преживе. Се враќаме. 16 март беше денот кога времето застана за многу семејства. Трагедија која никој не можеше да ја предвиди, ниту да ја прифати. Токму тој викенд Мелани од Скопје замина во Кочани, пресреќена што ќе оди на концерт на својот омилен бенд ДНК. Така започна нашиот кошмар. Неколку часа подоцна, наместо фотографии и среќни пораки, добивме повик што никој родител не сака да го слушне. Ни кажаа дека се случило несреќа, дека има повредени, дека има загинати, срцето ни застана, не знаевме дали нашето дете е добро, дали ќе се врати дома.
Кога конечно ја видовме и покрај болката и шокот имавме едно чувство, благодарност што е жива. Незините очи беа полни со страв и неизвестност. Пресреќни сме што Мелани по 6 месеци болничко лекување е дома. Поминавме низ многу тежок период, но конечно насмевката се врати на нашите лица. Мелани е дома и се опоравува по тешкиот период кој го поминавме. Многу непреспиени ноќи, солзи, стравови и надежи. Нема зборови со кои можеме да изразиме нашата благодарност до Систина и целиот тим кој се грижеше за здравието на нашето дете. Мелани претходно беше хоспитализирана во 2 клиники, а патот до незиното излекување беше трнлив и тежок. Но принципот на работа, темелноста и стручноста на докторите се разликуваше од клиника до клиника. Упорноста и пожртвуваноста на тимот, темелноста и мултидисциплинарниот пристап доведе до незино излекување, изјави Александар, таткото на Мелани. Лекувањето било долготрајно и комплексно. Третманот индивидуализиран и динамичен, прилагодуван според состојбата на младата пациентка и незиниот одговор на терапијата. Сега пазете што е ова клучното. Пазете, иде во болница и ја залекуваш. Но тоа не е постојано со нагорна линија. Тука е она што многу ме потресе од овој текст. Читам понатаму. Кризите биле многубројни и често непредвидливи. Секој ден во интензивна нега носел ризик од сепса, мултиорганска слабост, тешки метаболни нарушувања и респираторни компликации. На моменти исходот бил неизвесен. Секоја интервенција, секоја терапија, секое ноќно дежурство биле критични за спасување на животот. Примариус доктор на медицински науки Бети Костадиновска-Јордановска, специјалист по анестезиологија и интензивно лекување во АЧБД Систина, вели дека токму овие моменти покажуваат колку е важна брзата реакција, искуство и тимска координација во медицината. Овие состојби се меѓу најтешките во медицината. Тие бараат долготраен, комплексен и постојано адаптиран третман со висок ризик по животот на пациентот. Прогнозата е често неизвестна и зависи од голем број фактори. Површина и степен на изгорениците, инхалацијска повреда, возраст, општа здравствена состојба, одговор на организмот на третманот. Мултидисциплинарниот пристап е од клучно значење за успешен исход. Во тимот беа вклучени лекари од различни специјалности, анестезиолози, кардиохирурзи, кардиолози, пулмолози, пластични и реконструктивни хирурзи и хирурзи од други специјалности, микробиолози, физијатри, нутриционисти, психијатри и психолози, како и средниот медицински персонал, од медицински сестри, болничари, физиотерапевти и помошен персонал. Современата технологија како есмотерапија, ја ова не знам што е, ќе го прогуглам, напредни методи за мониторинг и третман на изгореници значено ја зголемува шансата за преживување и квалитетно закрепнување, но само кога е комбинирана со посветеност на целиот тим. Само со ваква координирана соработка може да се обезбеди целосна и континуирана грижа, објаснува доктор Костадиновска-Јордановска. Мелани била примена во крајно сериозна општа состојба, претходно третирана во соседна земја за центар за изгореници повеќе од 1 месец. На приемот беа констатирани, иако била таму, пази сега, ова кога ја примаат во Систина, на приемот беа констатирани се уште присутни рани од изгореници, после месеци.
На местата каде биле земени трансплантите се отвориле нови рани или воопшто не заздравиле. На задниот дел голема декубитална рана од долгото лежење. Сериозна беше состојбата и со белите дробови. Веднаш по приемот беше свикан конзилиум од повеќе специјалности на лекари кои ординираат во нашата клиничка болница. Мултидисциплинарниот пристап беше неопходен, поготово кај изгореници кога се афектирани повеќе органи, не само кожата. Се направија неколку хируршки интервенции на трансплантација на кожа и поставување на најсовремени замени за кожа за намалување на траумата и поставување на нови кожни транспланти. Најсовремени антибиотици и лекарства кои ретко или воопшто не се користени во нашата земја. Беа направени реконструктивни зафати на прстите кои што во најголем дел беа зачувани, сподели професор доктор Боро Џонов, специјалист по пластична и реконструктивна хирургија на клиничката болница Систина. Ачибадем Систина. Родителите на Мелани раскажуваат дека секоја ноќ со нетрпение го чекале утрото само за да станат и да тргнат кон болницата да ја видат својата ќерка. Тој им била единствената надеж, единствениот здив на сила во тие тешки денови. Велат дека докторите не ја лекувале само Мелани, туку и нив, ги лечеле нивните рани, невидливи за очите, но длабоки и болни во душата. Со секој збор, со секој гест, разбирање и топлина им давале сила. Покрај тоа што Систина беше втор дом на Мелани во изминатите 6 месеци, беше и наш втор дом. Се будевме и одевме кон Систина со огромен страв и силна надеж. Но таму наидовме на нешто што ни ја враќаше вербата, на вистинска човечност. Благодарни сме што добивме целосна поддршка, разбирање и емпатија од целиот тим. Докторите беа 24 часа посветени на нашето дете. Не само лекари, туку и како луѓе со големо срце беа тука за нас, не само како пациенти, туку и како родители, што минуваат низ најтешките денови во животот. Секој збор што ќе ни го упатеа, секоја утеха, секоја информација, значеше повеќе отколку што можат да замислат. Сите тие ни помогнаа да останеме силни кога паѓавме. Во најтешките мигови, тие беа наша најголема надеж. Нема доволно зборови со кои можеме да истакнеме нашата благодарност. Благодарение на нив денес Мелани е со нас, поделува Александар Тасев. Сега малце само ја да се надоврзам. Кога го читам текстов, што се случувало, оваа историја што ни ја раскажуваат нејзините родители, кои очигледно докторирале по медицина. Само ја едно разбирам, какви тешки кризи поминувало девојчево. Значи, буквално, моje разбирање, не смеам да го кажам, но мислам дека имало моменти кога немало и надеж. Мислам дека тоа можам да го разберам. Пазете, во најтешките моменти, кога ќе ти каже родител, ни помага лекарите во најтешките моменти. Што имало? Бидејќи, знаете како, кога ќе отидеш у болница, да, она може застој, ама те третираат и некоја нагорна линија на излекување тешко, долго и така натаму. Ова било страшно. Ова е како оние филмови и серии што ги гледаме, не знам, Доктор Хаус, кој е и шалабајзецки направен. Но ова е живот. Ова е реалност. Копниот 16 март остави длабоки рани за сите, за настраданите, докторите кои деноноќно се бореа за секој момент, за секој лекар. Најголема награда не се дипломите, туку спасениот живот, моментот кога после денови неизвестност, труд и посветеност, пациентот излегува од болница. Овој успех има длабока и повеќе слојна вредност. По цели 139 дена неизвестна борба, кога пациентката ја напушти болницата во стабилна состојба и замина на домашно лекување, за нас тоа е повеќе од медицински резултат. Тоа е спасен млад живот. Значи, подцртувам секој збор. Спасен млад живот. Потврда на посветеноста, трудот и знаењето. Не е ова како
дедо ми кога го вратија од болница пред 40 години, го оперирале од не знам што, го закрпиле, го праќаат дома. На крај да дознам од како почина дека уствари го пратиле дома да си умре. Но овде ова е друго време, ова е друг пристап. Ја испраќаат стабилна. Не можам да речам здрава. Она ќе заздравува уште години и години. И тоа ќе треба многу работа со нејзе. Но ќе живее. Тоа е најважно. Ќе се борат и за естетиката, ќе се борат и за психата. Цел живот ќе носи лузни, но времето не лекува ништо. Туку времето ти дава време и простор ти да се навикнеш на новиот живот и на она што си го поминал. И тоа само Мелани ќе ја издигне. Рехабилитацијата продолжува во домашни услови, а семејството Тасеви е во постојана комуникација со докторите од клиничката болница Ачибадем Систина, кои даваат насоки и совети на Мелани за побрза рехабилитација. Целокупниот медицински тим и сите капацитети на Ачибадем Систина одговорија на потребата да се згрижат повредените лица од несреќата во Кочани и соодветно да се лекуваат, а поголем дел од средствата за лекување на Мелани беа покриени од Фондот за здравство. Добре дојде дома. Welcome home. Ја, искрено да ви кажам, се јавив, им пишав во Систина, од нивниот PR тим ми одговорија, поставив прашања кои се прашања повеќе мене лично ме интересира, и дадов збор дека нема да ги користам во јавност, нити да ги злоупотребам и така натаму и така натаму. Иако со нив соработувам од самото формирање на Систина, моралот, етика и почитување на законските прописи не ми дадоа податоци, она што само семејството смее да го сподели. Ја искрено само се надевам дека оваа тешка состојба, дека испратена дека испратена стабилно, дека од сега само секој ден она ќе биде подобра. Второ, најгорливо прашање ми е дали е се уште во болка или е под третмани за болка. Тоа е, бидејќи нема, една точка ќе изгориш, свеста ти ја, а камоли поголемо. Незамисливо е, несватливо е, ама Господ е голем, не знаеш што во тебе прави и колку те товари. Но ова девојче, ова што го преживеало, ова сведоштво. И нормално, прачав и за Панчо ДНК. Панчо е се уште во Систина, на интензивна нега, и немам никаква информација. Само ќе кажем, прво за Мелани, ова да биде најлошата верзија од тебе, и за година дена испрати ни една слика. Како трчаш, шеташ куќе, дотерана, нашминкана, пиеш кафе со
другари и другарки, дека животот ти се враќа во нормала. Дај ни надеж и нам, и особено и на други кои поминуваат низ тешки периоди, но или заклучи се, како и да е, нашите молитви ќе бидат со тебе, да бидеш здрава, среќна, исполнета, да поминеш живот без траума, без болка, затоа што човек, колку и да е фрагилен, неверојатно е моќен да се издигне. Вистинско чудо е ова ти што го преживеа и што го издржа. Заслужува филм. Заслужува сценарио. Не само заради тебе, не само заради жртвите, не само заради родителите. Ова е приказна која треба да храбри во цел свет. И затоа ја читам. Ова е мачно. Ова си идам против својата популарност, против гледаноста, затоа што кој сака да слуша вакви работи? Знаеме дека се случуваат грозни работи. Кој сака да слуша? Ние сакаме да ставиме слушалки и розеви наочари, затоа што, нели, нашите маки се доволни, ако немам ваква, па не морам и да ја носам. Но верувајте дека соборноста на споделување е начин на лекување, а тој што има доволно простор и ширина, духовно, ментално, да прими и да возврати барем со молитва, добива обострана благодет. Ние со молитва ќе помогнеме. Ние не сме лекари. Лекарите и медицината ќе помагаат во физичкото закрепнување. Но тука има и Божја волја и ние преку молитвата, бидејќи немаме што друго да направиме. Ако треба донации, ќе дадеме донации. Но ние ја лечиме неа, но ние со нашата позитива, со нашата емпатија, се лечиме и себе си. Човек со такви чувства, човек што го допира ова, он и себе се лечи. Сватете го како сакате. Се надевам дека така ќе биде и со Панчо. Но фактот е дека Мелани била најтешко повредена. Да, еве сега имаме и помалку гледачи. Преска имало 17, коме чуле што правиме муабет, си отишле. Ти благодарам за пораката, ќе ја прочитам. Господинот Т.П. Ѓоргиев. Нека е жива и здрава Мелани и нека Бог даде сила во низиното понатамошно лекување и заздравување. Штом завршат овие избори, новите 120 пратеници треба да ја посетат Мелани и да ја погледнат длабоко во очи, и Мелани и сите други преживеани. Ова треба да го направат за да видат какви последици корупцијата, непотизмот, криминалот и нивните неакции му носат на општеството. Да си жива и здрава Мелани. Простини на сите. Да, убаво кажано. Простини Мелани. Затоа што сите сме виновни. Нели, корупција било. Знаете што е корупција? Корупција не се случила само во дискотеката, само во МВР, само во УЈП, само во онаа власт, само во оваа власт. Корупција сме сите. Ние сме тие кои... Знаете ли дека барем пола од земјите, например во Јапонија, ако оставиш бакшиш, ти можеш да бидеш уопсен и казнет. Избркан од ресторанот. Тоа е навреда за општеството. Затоа што на таков начин они сметаат дека ако оставаш бакшиш, дека утре ти докупуваш некаква посебна привилегија од готвачот, од ова, од она, или услугата која ја добиваш. Негде па бакшишот е нормална работа. Ама кај има бакшиш,
таму има корупција. Ама ние не сме на голем. Само да ви кажам, дека у моментот кога ќе однесеш 100 грама кафе и викаш па ништо не е бе 100 грама кафе на шалтер да и дадам. Знаеш како? Носиш 100 грама кафе за ситна некоја услуга или крупна и како и да е. Верувај дека ти си покорумпиран него тој што ја примил. Ама ќе кажеш 100 грама кафе, што е тоа? Само фала да изразам. Ја ќе ти кажам дека ти таков со тилку средства можеш кафе да частиш некого, што ќе биде утре кога ќе имаш на располагање, на пример, некое министерство кое располага со милиони. Значи, нивото на твојата корупција ќе биде енормно. Тоа е ген. И тие пратеници 120, дали е Јанко, Марко, Петко, Станко, не дошле од Марс, не се увезени од Бугарија, Монголија, Србија, Албанија. Наш народ, од тука се. Политичарите се слика и прилика на народот. Не чекај да се смени системот, не чекај да се смени политичката партија, прекини да плюкаш по се и се што, смени се себе. Ова е принципот на христијанството. Христијанството не те тера да идеш тие сатанисти и грешници, да им идеш, да ги тепаш, да ги преобразуваш и така натаму. Оно те тера ти да бидеш подобар човек. Зошто? Затоа што знае дека добриот човек е како кандил, оно светлова. Кога у темница некој осветлува, луѓето се приближуваат и тој им е добар у моментот на мракот. Не идат во друга темница. Кога ќе те фати темница, бараш негде светло. А велам, продуховениот добар човек, он е светло. Затоа викаат, добриот христијанин е како кандило. И он не повикува никого. Сами доаѓаат луѓето затоа што ја чувствуваат неговата. Знаеш како? Абе, ово е прекрасен, позитивна личност, абе, ово е негативен и така натаму. Значи, духовниот карактер, твојата аура, твоето зрачење се менува на тој начин кога се менува сите. Јас се сеќам у еден манастир кога како Стотро и Каш отидов и со монасите седиме и разговараме за се и се што. И ја тогаш многу еколошки настроен. И требало ова, требало она, вака требало, онака требало, ово и требало. Вака ми рече. Пред да идеш, као копил, лекција доживотна, ме смени ја тогаш. Ама тоа е порака од Господ, не е тоа порака од некој си Петко Станко што станал монах. Он е доволно во молитва и да преку него како медиум може да ми се искаже, затоа што нели нема да ме чука како шизофрени гласови у глава да ми збори Господ, ќе ми збори преку човек. Со многу едноставни зборови. И ми рече, пред да го исчистиш светот, да идеш, екологија да се бориш, да ги чистиш океаните, исчисти си го срцето. Исчисти го од гревови. Исчисти го од страсти. Значи, тргни све што е булшит. Прекини да фрлаш, пред да излезеш надвор, еве, не знам, еве, немаш големи амбиции. Зградата твоја е ничкум. И дворот. Прво исчисти дома, бе, пријателе. Исчисти се ти. Зборам буквално. Иди, избањај се, дотерај се, испеглај се и секој ден да те видат убав, пристоен, дотеран. Дека го носиш ѓубрето до канта. Дека дома ти е цакум, пакум и чисто. И така натаму. Не да видат другите, прво заради себе. Но тоа зрачење на некој начин ќе дојде некој кај тебе. Значи, ќе те увед со својот личен пример, ти зрачиш, бе, брат.
Пробај некого да го убедиш, абе дај бе фрли го ѓубре, ти мене ќе ми кажеш. Али не му кажувај, покажи му. Нека увиди сам. Може би од 10 души еден ќе увиди. Така, и ќе кажеш па џабе. Не е џабе. Тој еден може би ќе биде подобар пример за тебе, ама нема друг начин. Кажи им на луѓето, гледај, јади бурек. Јади бурек да гледа. Ја таа свиња на дебела да ја слушам. Ко ќе зине, тоа која лапача, уста не затвара. А не кажи ништо. Не, го гледам. Зошо бе го гледаш? Така. Карикирам. Небитен сум ја, ама крајно сум небитен. Така да, корупцијата не се лечи од главата, председателот, премиерот, пратениците, туку од народот. Културата на народот се одразува во политичарите, политичките партии и доаѓа политичарот и вика, па ја го знам народов, шо ми кажеш мене? Абе, ќе му поделиме лукум, има да гласа за нас. Ликсур народ за 100 грама кафе и за по еден локум, ма со 3 руки ќе ти потпише за тебе. Подели му теглајвар, ма не му е битно дали си ти добар или лош. За теглајвар ќе ти даде глас, обавезно. На митинг, сендвич има, обавезно идам. Ние сме корумпирани. Ја не викам да идеш, да не идеш на митинг. Идам, интересно ми е. Сакам да дадам поддршка. Ке ја гласам оваа партија, ама не, фала, не ми треба. Дај го на некој гладен таму, затоа што срамно е, нели? Шо ке ми е мене? Ама, мојов колега имаше една реченица, која скромно одбива да ја каже, ја од него ја чув и ја прифаќам како негова, дека со ненајаден и сексуално незадоволен народ, држава тешко се прави. Тежок ќе биде овој процес и ние ќе исчезнеме за 50 години. Прво, никој, пред некој ден му дававме 6 месеци на брат ми Димитар. Нема, се помалце луѓе, до година која ќе биде година, уште помалце, се помалце го спомнуваме, се повеќе се навекнуваме на неговото дека не е повеќе со нас. Тоа е многу природно. За 50 години, ја не знам кај ќе завршат моите деца. Ништо од мене нема да остане. Може би YouTube каналот и Facebook профилот кој никој нема да го посетува. Тоа сега никој не го гледа и посетува, не па тогаш. Но тие генерации што ќе дојдат, верувајте дека се помалце и помалце ќе бидат примитивни како што сме ние. Ние уште се мислиме дека сме, па ние знаеме што е добро, па од време Титово немаше корупција. Немаше корупција? Што ти е тебе, бе? Секој човек беше шверцер. Идеше од странство и пунеше торби па препродаваше. И тоа беше, фраери, па правевме емисии, па се фалевме, како сме ја зезнале полицијата, како царината, како ова, како она, како сме пикале по торби, за да бидеме фраери. Ба тоа било кул, бе. Ако немаше кафе, како сме шверцувале, у рукави сме бутале кафе на царина да не фатат. И ние се фалиме со тоа. Шверцер, шверцер, дно. И ние се фалиме. Покојни Джаро беше медиумска личност број 1. А по шо беше најпознат Джаро? Поместење фудбалски резултати. Свака му част. Ние кој ќе прочитаме дека некој не знам, затаил данок, земал ова пари, одлежал 6 месеци, парите не ги вратил, а лал му вера, се снашал. Па, дечки, еве ви го резултатот.
треба да си ретардиран, дебил, дегенерик, треба да си гној меѓу уши наместо мозок, да вперуваш во прст ВМРО, СДСМ, ДУИ, кој бил виновен за Кочани. Сите сме виновни. И затоа убаво човекот кажа, Мелани, прости ни. Не Мелани, сите да ни простат. Моите родители, сигурно одгоре, ако нешто се кајат за тоа време кога мислеле дека бескаматен кредит е најнормална работа, државата дала лапај, и па се распадна таа држава. Ние најнормално ни беше да идеме да шверцуваме, дали Грција, дали Италија, иди, ботай, носи, па и од Бугарија носевме, па ретро шверцувавме, носевме, пикавме фармерки, па ги препродававме, па уште се фалиме со две червени, како очени сиромашни луѓе, сме ги принудувале на секс и уште горди сме на тоа. Какви дебили сме во суштина. Кај ви е православието? И па во Македонија православни има, по мене, ајде да не речам 500.000 луѓе. Со се свештенство и монаштво. Кои се тие? Православие ти е начин на живот. Не е лепење икони на Фейсбук. Тоа е активен живот со сите тајни, а тоа значи пост, молитва, исповест и причест. Немаш ли? Ама јас се причестувам. Колку пати бе се причестуваш? Па еднаш, два пати за Божје ке великден. По вториот Вселенски совет, секој кој отсуствува од литургија повеќе од 3 месеци и не се причести, тој веќе не е христијанин. Ама црквата толерира, затоа што гледа дека народов идиот им вика, абе редовно на литургија, редовно на причести се испове. Дечки, све си има причина и последица. Македонскиот народ е се уште на ниво на феудализам. Турција го укучи тој, бевме под Отоманската империја, и прво што направи, кој ќе ми рече некој, го признале името, сме биле македонци. Голем ташак што сме биле македонци. Неписмени. Не дозволиле писменоста да се прошири. Затоа Словенија, затоа Хрватска, види го нивото и ден денеска. Ние на единствената добра работа што беше во Југославија, тоа беше задолжителното образование. И имавме добри 5 децени, ама тоа е премалку. 5 века необразование наспроти 50 години образование. Сега дојде децентрализација, секој си учи како сака, албанците со својот примитивизам, ние со нашиот македонски примитивизам, они со нивниот, секој. Тоа централизирано образование правеше колку толку да се воздигнува нивото на генерациите кои доаѓаат. Но недоволно. Да беше тоа добро, немаше да заврши во крв до гуша. Ке се разделевме како Чешка и Словачка, така како некој, па дури у СССР имаше посмирена разделба на некои републики, кои после се спои. Ние се заклавме, ама србите, не, сите сме криви. Ова е Балкан, ова е место на примитивизам и неписменост. Ама чекај, Јанко, денеска 90% знаат да читаат и пишуваат. Дечки, секогаш имало што знае да чита и пише. Неписменоста, порано биле 90% што не знаеле да читаат и да пишуваат. Но, порано писмен се сметало оне што знае да се потпише. И ништо повеќе. Денес писмен знае да чита, да ова, да она, не знам, седне у кола, положи возачки испит, со врски искеширано и така натаму. Денес 90%
не знае да вклучи да го вклучи сам телефонот, да си ги преземе податоците ако купи нов или добие нов од Google. Па затоа што побегна пола народ, на сила научија 20 години им требаше Skype-от да го научат. Сега на Viber мора. Не знаат да платат сметка преку апликација. ЕВН, Телеком, Водовод. Ја не сум видел шалтер со години. Не да се фалам, него ми е мачно стоење во оние редици. Ја не знам, греота ми е народот. И правев емисии чисто да им покажам како е апликацијата на ЕВН, така натаму и така натаму. Па и ниф е подобро и поефикасно. Не носиш пари со себе. Не, парички. Знаеш ли колку време им требаше, колку бунтување имаше? Ја бев тогаш терав со пензионерите кога рекоа дека мора да имаат транзакциски сметки. Бунење, зошто поштарот немал да ги донесе на рака? Само он така осеќал дека. А секој, весниците која ги читав со горна камера, плјачкан поштарот, земени пензиите, украдени пензии. Да, не мора да менјаш украдени пензии, па поштарите се договара така, ќе му дае 20%, 30% другото за тебе и за полицаецот, нема пензии и овие мјаучат. Мислам, многу е тешко. Што сакаш ти со народ? Мојот другар стана милионер, се врати после 3 години, живејќи во Соединените Американски држави и Канада, возеше, го научија, што правеше? Дали знаете што работеше? Само за македонци и само кај македонци. Ма не се потруди англиски да научи. Им ги местеше на видеата, сатот, датумот и каналите. Зборам, ова е крај на 80-ти години. Пошто Америка и Канада не може дома да немаш видео, испратено нешто од завичај, од ова, од она. Ама, не знам дали знаете, таму, тоа се години кога многу често испаѓаше системот и знаеше да снема струја. Нормално, тогаш видеата беа такви, нема она меморија, кој ќе падне, сите канали избришени, саатот наместени, трепка. И вика, и како бе толку пари? Вика, доаѓам, вика, за доаѓање $50. Местење на саатот $50. Местење на еден канал $15. 8 канала, бујром. На крај, со вода, со песна, со пакет храна ми испраќа. Живи среќни. А упатството да не се прочита. Комплицирано му било. Не е комплицирано. Мрза е. Мобилни телефони и компјутери се направени за глупи американци. Да им биде интересно како стареат. Децава им е играчка за комуникација, за зафрканција и така натаму. Идеална справа е. Па со вештачка интелигенција има со кого муабет да правиш. Леле, ова колку пати сум го кажал, ова со мобилни телефони. Ама, нема. Не, да излезе од мене. Оти толку ми е жал кога ги гледам на мачени. И ја гледам една баба, едва и оде и преминува улица, што овако, Јанко, здраво! Баба, каде со? Да купам нешто. Мјау. А живе у зграда, мрсна, се гледа дека била партизанска споменица со максимална пензија. Викаме два, шо да правам? Ама нема да и текне онлайн да купи. Да и донесе некој до врата. Као сегде у свет што прават луѓе. Добро, разбирам, треба и да се прошеташ. Ова не можеш едва и стои на нозе. Пола сат стои се обраќа. Па на крај гледам преку улица еден од вработените во маркетот ја враќаше назад. Пази, збориме за центар. Збориме. Нема везе, ајде да не нема крај, бесконечно е. Бесконечно е да не ви ги најдам маните од прво си ги најдов на себе, па да ви предочам дека вашиот гнев кон Заев, Филипче, Мицковски, Црвенковски, Груевски, ви е толку глуп и ретардиран. Они се исти какви што сме ние.
Пошто они се разликуваат? Ти си добар човек. Мислиш дека си добар човек? Он е корумпиран на крупно, он ја продал државата. Ве ти си се одродил од брат ти, си се испокарал со комшијата, си се заглал со шефот. Што е поразлично? Твоето е само помало. Ето е уличко него, е големо. Зошто? Оти е на позиција. И ти да си на неговата позиција, нема поинаку да правиш. Нема ја никојаш името. Кој ќе те плеста со 10 милиона да видиш како ќе мјаучиш. Као што сите измјаука. Остави ме да издишам пазно. 1 саат јадев бурека, па ме личи. Океј? Сега да ги прочитам пораките од гледачите. Нема многу. Сите сме гости, Анета Баздавелоска. Анета, фала ти за коментарите, си дала доста. Добро вечер и за тебе. Ама подобро е, знаеш, како една целосна порака, бидејќи ја не знам на што се однесувало. Ја јадам бурек, менјам теми, скокам шизофрено и така натаму. Да, не знам на што се однесува. Ти текно е. Напиши едно текстче чисто онака и не мораш со капс лок, не мораш со големи букви. Стартите читаат од таблети книги. Прво, дај Боже да е така, затоа што таблетот е феноменална работа. Прво, хигиенски е многу подобро. Второ, многу е подобро за очите. Верувајте ми, е многу подобро за очите. Таблет за книга, тој е специјален, LCD, сифе, нема блесок од него, туку има делува како хартија и можеш да подесуваш големина на букви, што е изворедно за постар човек. И во еден таблет можеш да имаш 10 книги. Јас со годините многу ми е тешко да читам една книга цело време. Ја читам 10 страни од една книга, па прескокнувам на друга книга. Фокусот и концентрацијата ми бараат поесенцијални и така да читам. Не можам да се задржам една книга од почеток до крај. Можам, ако е Френк Херберт или Исак Асимов. Другото, некед гол. Океј. Има уште коментари, но некако ми избега заради, најверојатно, бидејќи додека идеме во живо, не можам да ги видам сите. Чекај да видам дали ќе даде овде уште нешто. Да. Иво Пеце Лавчановски. Иво Битола пред некоја година беше фрлен запален коктел кон влезот на ноќен клуб во Битола. Препон во викенд со единствен влез кој е излез од метро ширина. Среќа што промашија неколку сантиметри, па запалија само двајца. Мора да има реонска полиција, инаку Пазаров е резултат на корупција и партизираност во државата. Лик од настанот. Ке го отворам секако и ке го видам. Никола Атанасовски. О, душо напатена, вика Никола, да го поздравам. Поздрави ме. Никола, те поздравувам. Добро. Јанко, нека е живо и здраво девојчето. И се согласувам. Еве да видиме кога било ова. 2013 година, пред ноќниот клуб Расчекор во Битола, синоќа е фрлена непозната запалива материја, најверојатно молотов коктел, од која се повредени две лица, повредените 23 годишниот ХН и 27 годишниот ВГ, кои во моментот на настанот било пред ноќниот клуб, се пренесени во клиничката болница во Битол, каде ми укажана помош. Запаливата материја е 37 годишниот СН со намера да предизвика пожар пред ноќен клуб. Тој е приведен од СВР Битола. Да, окей. Благодарам. Што е проблемот тука? Не постои полиција која се може да покрие. Нигде у свет. Се сеќавате кога беше големиот терористички напад во Париз? Одеа од улица по улица и убиваа купишта луѓе и во клуб и така натаму. Но
сепак се потребни десетина. Не можеш ти денеска во олку пренаселени градови да имаш таква покриеност. Не обвинувајте полиција. Порано било вака или онака. Не бе, брат, исто беше. Ке пропатролира еден или двајца, ке ги видеа сите и штама. Имаше голем страф од полицијата. И затоа и криминалот беше низок. Не дека и тогаш немаше корупција и врски и така натаму. Туку, кога ќе дојдеше, кога ќе повикнаа преку радиостаница и ќе дојдеше полиција, прво јадеш ќотек ко магаре, додека не почнеш да мочаш фирнајс во наредните 3 месеци. А потоа, добро вечер, што бил проблемот, пиши изјава. Значи, прво ќотек и шамари. Се сеќам последното такво нешто беше 94-та, некои избори имаше, ја од 103 брзав дома некои ленти, ги имав заборавено, требаше да се вратам на програма, ме застанува полиција за брзо возење, се објаснувам дека сум новинари, зошто брзав и признавам грешката и така натаму, барам да ме истолерира и така натаму. Во момент, тогаш имаше така наречени трки, не знам како ги нарекува, од Ново Лисиче или од Лисиче до железничката станица, значи по булеварот Јане Сандански, трка на црвен семафор. Значи црвено ли е зелено да поминуваш без застанување. И ги начека и ги застанаа тука. Која го извадија од кола. Ни добро вечер, ни како се викаш. Кога почнаа да фрчат шамари, немаше ни пендрек, ни солзаци, ни ништо. Прво го рашамара, затоа што им јавија, ми оставија мене, се стрча, ја пак новина да видам, да дирам. Иако музички, пак те интересира. И викам, што е ова? И заборев како ги нарекува. Имаше специфично име. Знам дека после таков ќотек ги извадија неколку души од кола, ги оттепаа од ќотек, зборам не крвнички, ама она со шамари. Денеска кај смееш да го пипнеш, правата прочитани, па адвокат дошол, па овој се руга и така натаму и така натаму. Да, види, цивилизацијата подразбира човекови права, тоа ќе биде злоупотребувано, но знаеш како, сето тоа се некои циклуси на идење. Тоталитаризмот не решил никогаш ништо. Еве го СССР, тоталитаристичка држава, која најстрога полиција, кај што мислиш немало никакви криминал, никој не смел да писне. Па дечки, ја кога работев на една телевизија, имав една серија која се емитуваше редовно секоја вечер, руска серија за криминалите во СССР. Значи, како го држеа строго народот, нели, полиција има ова, има она, и мислиш нема. Брат, имало тоа како амерички филм. Имало трки, имало ограбување на банки, имало киднапирање, имало се. И ги објаснуваа случајвите. Само што медиумски тоа било на 17-та страна, да нема многу помпа. Демократијата знае да биде лабава спрема такво нешто, во зависност од твоите врски, обштествени ово, она, твоето делување, па не знам ова, не знам ова. Некој ќе рече смртните казни во Кина. Гледаш како требало. Кина за корупција знае да обеси и стрела. И луѓево се среќни. Но да ви кажам, дека криминалот во Кина од било кој поглед, од било кој вид, економски, корупција за, не знам, државни службеници, тамо е најстрого, за овој, за оној, не е опаднат. Кажете ми, дали тогаш вреде? Вредело, ама што вреди ако не опаѓа? Значи, менталниот, духовниот слој на луѓето е таков каков што е и општеството тоа не може да го излечи.
Не може Македонија да стане добра држава пред ние да станеме добри луѓе. Нема да станеме добри луѓе ако чекаме државата да се смени. Не, обратно е. Промената е од нас. Мене општа хистерија ми направија со такво ругање, не можам да ви опишам, што објавив, Мицкоски рече дека нека ме наречат за останат, но формирањето многу детно семејство е највисок патриотски чин. Ја апсолутно се слагам. Пазете, Македонија за 20-30 години ќе има упола население. Тоа значи колапс на здравство, колапс на образование, колапс на пензиски фонд. Кој ќе ви биде крив? Мицкоски? ВМРО? СДСМ? Вика, ја оваа вукојебена да правам деца? Нема. Па немој. Седи си со кучето, гали си со кучето. Кога ќе умреш, никому нема да му остане имотот. А на братучетка ме, таа ќе те шитне на било кој што ќе дојде да ја понуди. И ќе дојде некој кунта кинте од кој знае каде и ти ќе се чудиш шо бидна со мојата Македонија вечна. Македонија нема да ја уништи никој од надвор. Ние ќе уништиме. Нема да бидат ни роми, ни албанци, ни срби, ни бугари. Ние ќе уништиме. Пазете, во Газа е најтешка ситуација. Ни една жена и мајка не престана да раѓа. Најдобри услови во свет за раѓање се во Данска и во Норвешка. Значи, по не знам колку години имаат, година дена имаат и таткото и мајката. Фул платено. Државата дава цела она потреби за пелени, за ова, за она, све што ти треба. На работа можеш да го носиш детето, имаш бесплатен превоз. Привилегии не абнормални, незамисливи. Пошто македонките и македонците кукаат за такви. Да имам такви услови и јас ке раѓам поише. Еве, гледаме во земја кај што има такви услови, наталитетот опаѓа, не раѓаат. Зошто? Затоа што медијалниот склоп вика, чекај бе, јас со мало дете не можам секоја година да идам во Венеција, во Париз, на шопинг во Дубај, па не можам да си правам слики, па не знам, види стомакот ки изгледам како Јанко Дебелиот му виснал стомакот, види го каков е, како прасе се направил и така на. Да, види, да. Чекај да ти покажем, имаме една слика. На спиење ме фати. Ова другар ти сакаше да те руга тебе. Не сум ја пратил. Не ми ја пратил тука. Ова е другиот мој. Треба да ја препреќам од... Да, драги мои, ние сакаме 45 квадрата, некоја лабава врска поише за секс, секоја вечер имаме кај да искачаме, не знам, кино, не знам, кафич, не знам, концерти, шема, ово. Јас да седам дома, деца и така натаму. Океј. Кој ќе збори после македонски? Ќе се буните? Ќе ми пише некој од Канада. Македонија не ја даваме. Брат, Македонија не можеш ти да ја даваш или да не ја даваш. Јас, овде што сум, каков таков. Чим сме заминале, а сте имале право зашто сте заминале. Не сте заминале, очо ви било убаво, очо ви било неубаво. И затоа си иде луѓето. Не ги задржувам. Ама од таму не можеш лекции да делиш што треба да правиме. Толку. Да ни е најасно. Разбирам, имате право на ваше мислење и се е тоа окей. Тој што останал и тој најкорумпираниот, тој повеќе прави за Македонија него ти најдобриот од надвор. Затоа што е тука, ја има земјата. Не можеш ти да победиш војна ако немаш boots on the ground. Не можеш со бомбардирање, со першинзи тоа да го направиш. И така, драги мои. Добро, јас си завршив со мојава тирада и
Само имам приметено дека умот, малку засрамувањето, доаѓа кога се гледаат стари видеа како било порано. Порано било да ти е мило да бегаш. И сечи се малци и ќе умреш од сепса. Но, кога гледаме стари видеа, имаме некој чувство дека тогаш сме биле млади и нашата безгрижност била безгрижност на целото општество. Дека тогаш било луѓето подобри, дека се било подобро и така натаму. И затоа ми е секогаш, иако ми е контрапродуктивно, не ми се зголемува гледаноста, немам рейтинг, немам спонзори, моите гледачи денар не би дале за оваа емисија. Утре да ме снима, баш и ме гајле, ене им го Стефан Лазаров, ене им го Ландо, ене им го Боки, па тоа е, ене го Пинк, па тоа се гледа. Па мојава емисија, моите колеги не ја гледаат, не па вие. Добро, тие што се на работа сега мораат. Нема проблем. Океј, Етнолошки музеј на Скопје ќе ви прикаже какво било рибарството во Катлановско езеро. Катлановско езеро има само еден остаток. Катлановско езеро е исушено после 45 година, затоа што се сметало дека е извор на маларија и дека таму има многу комарци и дека тоа е најдобро да се исуши. Инаку тој крај има наоѓалишта на стари човечки населби, какви што у светов ретко можат да се најдат. Зборам за десетици илјади години наназад, наколна населба. Но, друг пат за тоа, уште не сме свесни на какво земја, на какво тло и сиве овие маки страдања што ги имате, се жив доказ дека сме Божја земја. Гледате ги евреите. Они се Божји избран народ. Тука нема двојба. И гледате каква сеопшта антиеврејска хистерија. Точно, има причина заради политиката, но сите заборавија што се случуваше со евреите, како и они беа напаѓани и како испадна оваа војна. Ја нема да заземам страна, но сакам да кажам дека се она што е Божјо, овде ќе биде напаѓано. Ние Бог го распнавме, што очекувате со вас дека ќе биде? Значи, Етнолошки музеј на Скопје ви го прикажува какво било рибарството и е доста интересно што на овој начин ќе можете да видите и какво било Катлановското езеро, кое е било езеро. Океј, поздрав од мене, лека ноќ и пријатно. Катлановско езеро се наоѓа во југоисточниот дел на Скопско поле во непосредна близина на селото Катланово, меѓу реката Пчиња и преодот на реката Вардар во Таорска клисура. Катлановско езеро е плитко, блатско, со површина од 4 км 240 квадратни метри, од тектонско потекло, останато од некогашното големо Скопско езеро, кое се повлекло низ реката Вардар. Народната легенда зборува дека некогаш на ова место постоел градот Катраново, кој бил потопен од солзите радосници пролеани од сватовите на некој си личен Димче, единец на мајка и татко меѓу 9 сестри, кому на денот на свадбата му се случила несреќа, го каснала змија, а невестата, Ката Катрановска, од жал по него, жива влегла во гробот. Подосна истата змија го оживила дугнувајќи му в уста со кавал. Младите, радосни што се пак заедно, се веселеле пејки. Затоа дознали и сестрите, кои веднаш ги откопале.
толку многу се прерадувале што мајка му во тој момент умрела, а древниот град бил потопен од нивните солзи. Ова езеро е богато со разновидна риба. Вистинско природно мрестилиште, особено на крак. Уште низ средновековието, во 13-тиот и 14-тиот век, па и порано, било користено како ловиште. За тоа ни зборуваат некои пишани документи. Населението од околните населби, селото Блаце, Бадар и Катланово, покрај главните стопански гранки, земјоделство и сточарство, се занимава и со риболов и со рогозинарство. Рибарите од овие села на есен, кога се градат есенските ловишта котци, прават и 1 до 2 рибарски колиби од дрвена конструкција покриени со шамак, за да се засомнуваат во нив од лошото време додека трае лов. Селото Блаце, од каде што ги прикажуваме рибарите и нивниот поминок, е рибско село, расположено по дипли половкрст, огранок на планината Црни брв, југоисточно од Катлановско езеро, меѓу реките Пчиња и Вардар. Алатот со кој ловат рибарите од селото Блаце го приготвуваат зимно време по своите домови. Тогаш ги плетат или подкрепуваат разновидните рибарски мрежи, ночници, пезиволи, грибови и сакови. Тие ги плетат од конопен конец, повесно, со специјално урче, игла и калапче направени од дреново дрво. Остите пак им ги прават цигани, ковачи од соседните села, Бадар, Катланово и од други места. За налов, тие се променуваат како и другите мажи од овој крај. Само што облека е направена од погрубо конопено платно, пригодена за таа цел. Ја носат целата рибарска спрема. Ости, разни видови мрежи и бисаѓи со храна. При поаѓањето на езеро, обично секој оди сам, а понекогаш одат заедно повеќе мина рибари во тајфа. Патем внимаваат некој да не ги сретне и да им го пресече патот. Тоа се прави за да не ги бие лоша среќа при риболовот. Од кога ќе пристигнат пред колибата, се договараат кој каде ќе лови на езеро. При тоа се усогласуваат со времето. Ако е тихо и ведро, ловат низ бистро, а ако е ветровито, ловат во шамакот. Риболовот на Катлановско езеро е разновиден и се врши во сите годишни времења, почнувајќи од рана пролет до доцна зима. Единствено не се лови кога ќе патат силни мразеви. На ова езеро се лови на повеќе начини. Со раце, тевекел, со ости, со мрежи, со котци, есенски ловишта градени од трска и со преградување на мртвицата, притоката и отоката на Катлановско езеро. Секој начин од овој вид риболов се врши во определено време и определена местност од езерото. На поаѓање рибарите се прекрастуваат за среќен лов. На езеро прв оди крамарот, најдобриот и најсреќен мајстор при ловењето. Потоа секој се упатува кон определеното ловиште, со лаги или со кораби што се направени од едно изладено стебло во вид на корито од брестово, врбово или од јасиково дрво. Катлановско езеро е распределено на Бистро, Грамада, Басије, Тиња, Мртвица, Длбоко, Права леса, Редкачи, Мато езеро, Прочел и Уста, називи што го означуваат карактерот на секој дел од езерото. Напролет, кога е надојдена водата во езерото и низ села Блатија, се лови со ости, и тоа на мрв, кога се мрести рибата, на печење, кога рибата крап избегува да се пече на сонце, или лете на зевање, кога така избегува да земе свеж воздух. Најчесто се лови напладне.
Ова ловење се одвива на тој начин што се тера рибата со пласкање на остите по езерската површина, додека не покаже трага каде таа се движи, со исфрлање зрна, меурчиња низ водата. Потоа се лови. Вештите раци на рибарите од овој крај скоро на секој удирање фаќаат по една риба, а се случува и повеќе. Овој вид риболов е еден од најстарите начини на Балканот, познат и на старите Словени. Овој занает рибарите го изучуваат уште од својата рана младост до својата 15 годишна возраст. Го учат од своите постари, дедо, татко, чичко и други поблиски роднини, кои се вешти во риболовот. Прво ученикот научува рибата да ја лови со раце, тевекел, потоа со ости и откога ќе ги изучи овие вештини, преоѓа на мрежи. Откога и тоа ќе го собада, станува добар мајстор. Ловење на чекање со ости се врши обично кон крајот на летото и раната есен. За овој вид риболов рибарите се распределуваат во шамакот еден по еден, образувајќи редица. Од нивните движења рибата се подплашува, се тера, а потоа се лови со остите. Така ако едниот од рибарите не ја улови, другиот ќе ја дочека. Во шамакот на чекање се лови исклучително јадра риба, крап. Доколку рибата сакаат да ја зачуваат свежа, односно жива, ја низат на сиџин и ја ставаат во вода зад коработ, така што рибарите ја влечат по себе при натамошниот лов. Тебекел, ловење риба со раце, е најстар начин на ловење. При ловењето на овој начин, местноста се заградува со мрежи ноќници, а рибарите се распоредуваат околу местото од надворешната страна, постојано удирајки и тласкајки со остите. Се исплашува рибата и така се тера, се додека не легне на дното од езерото. Потоа влегуваат во вграденото место и ја ловат со раце. Според кажувањето на овдешните стари рибари, тој останал од старина и до денеска се практикува. Се врши во секое време и во секоја доба, почнувајќи од рана пролет, па до доцна зима. Најчесто на крај лето или на есен, кога водата на езерото е намалена. На овој начин ловат оние рибари што не се толку добри мајстори, и тоа се лови групно во тајфи, бидејќи самата работа изискува таков вид лов. На Каплановско езеро, преку целото лето и есен се лови со разновидни мрежи. Ловот на зобила се врши со мрежата пезивол. Зобилата се исчистуваат и одбележуваат со трска на повеќе место од езерото, во ловиште се фрла зоб, рш. На тој начин се мами рибата.
Потоа се чека да поминат неколку часа за да се збере таа. Од кога ќе се насобере, двајца рибари одат од зобило на зобило и ловат, при кое едниот ја тера ладјата, коработ низ езерото, а другиот ја фрла мрежата пезивол на определени места во зобилата. Мрежата е сплетена од платно во вид на чадор, оздола со пазуки од каде влегува рибата, а пак по венецот е наредена со олово, за да при ловењето паѓа на езерското дно. Пезиволот служи за ловење разновидна риба, поситна и појадра. Од кога ќе се заврши ловот, пезиволот се пружува на трската во шамакот да се суши. Таму стои се додека одново не се лови со него. Рибата се прибира во еден од корабите и се двои по видови како и по големина. Ноќниците, големите мрежи што се долги преку 30 метри, се подготвуваат за лов на тој начин, преди по употребата се чистат од тревата, се перат во езерото и се сушат на колци специјално подготвени за таа цел, за сушање мрежи. Од кога ќе се исушат, се прибираат на некое чисто и суво место. Со ноќниците се лови во секое време, преку цело лето и јесен, освен во тешка зима кога е мразно. Се лови на тој начин што во местноста каде што се оградуваат тиквинките езерски лилии, во кои најмногу се собира риба. Потоа рибарите влегуваат во заграденото место, ја тераат со осите кон мрежата за да влезе во неа и да се заглави. На тој начин се лови се додека не се излови сета риба во ограденото место. Уловената риба се прибира во корабите, а мрежите се собираат и се чистат од заостанатата риба. Така се лови и дење и ноќе во повеќе места на езерото. Во Гатановско езеро живеат разновидни риби: крап, клен, костреж, белвица, бојник, плотица, чортан и јагула. Има и повеќе видови птици: шамачна гуска, барска шатка, се ведат бели, црни и црвени чапли, лиски, водни славеј, а има и по некоја двојка орли рибари. Ова езеро обилува и со бујна езерска вегетација: лилии, тиквинки, ресач, вид трева, трска, шамак и џукинка. Тие се користат за разни потреби од народот. Од кога ќе се излови рибата, рибарите се враќаат во колибата, каде што плетат леси за преградување на мртвицата, од токата на езерото, од кој се прават котци.
Лесите се плетат од шамак, со чуканица. Се изработуваат од 150 до 200 леси во зависност од големината на котците, од кои пак се градат есенските ловишта. Плетените леси се носат на оние места каде што се поставуваат ловиштата. Се градат тогаш кога водата во езерото нараснува, а рибата избегува и навлегува во реката Вардар. Во тоа време се преградуваат главните канали, од каде што истекува езерото во Мртвицата, Мато езеро, Трава леса и Колиба. Лесите се пречврстуваат со колци, за да не ги однесе водата. Најчесто се изградуваат 8 котари, полукружни прегради, напред оградени со двор. На секој котар се сплетува една плетенка, опашка, од ржаница за присврстување на корабите кога се црпи рибата од котарите. Овие ловишта се изградуваат на есен или во почетокот на зимата. Изутрина, онаа риба што се задржала во котарите се лови со кепче, мала рачна мрежа во видна црпка. Пред почнување на ловот, еден од рибарите се прекрстува за среќен лов, потоа со кепчето е црпи рибата. Уловената риба се става во ладјата или се остава во саждалник, по засолнато преградено место во езерото, каде што се чува жива да биде свежа за продавање. Се лови во тајци, 1 до 2, а богатиот лов е ортачки и се дели помеѓу членовите брат, не гледајќи кој колку уловил. Колку ока е тој кот? А бе, тој 32 ока е. Пишан. Другиот. Тој е 45. Пишана. Третиот. Тој е 6 изгледа. Нема да се нема. Ја не говорам. Пишани ститна. Колку крупни е коса? Ститна само 2 коса. Да. 2 коса се 7, тебе 6 на нуče 2 коса. Ама има нувари да. Ститна потешка бе. Порано уловената риба се продавала преку закупецот, кој го закупувал езерото од државата за 3 па и за повеќе години. Се знае за време на турското владење и Стара Југославија дека езерото го закупувал некој си Никола Тодоров во село Бласе, кој го држал околу 50 години, а Ѓорги Катлановски, познат трговец од Скопје, преку 30 години. Рибите се продавале во Скопје, Тито, Велес, Куманово и во соседните села во Катлановско. Покрај тоа се користели и за собствени потреби на рибарите за исхрана. Во Скопје постоела и рибарница каде што се продавало исклучително ловот од Катлановско езеро. Напролет, кога ќе надојде блуе водата од реката Вардар во езерото, рибите навлегуваат во големи количества и тука во топлата вода, а на есен, кога одново ќе набојат водите на Вардар, поголем дел од рибите се враќаат и тогаш се лови со разни мрежи и ловишта. Покрај неколкуте начини на рибарење,
Во Катановско езеро се лови со специјални ловници во мртвицата, отоката и притоката на езерото, кај селото Таор, каде што се влева во реката Вардар. Тие се градат на тој начин, што се преградува сета мртвица од едниот до другиот брег со греди и леси сплетени од прачки или од трска, високи околу еден човечки бој. Се прави така што рибата може да се движи кон отоката, а не може да излезе низ неа во водите на реката Вардар. Овие ловници се градат напролет, кога рибата се враќа по мрестењето. Од кога ќе се направат овие ловници, и дење и ноќе таа се чека да надојде од езерото. Од кога ќе ја догледаат дека иде, ја заградуваат со големи мрежи грип, долги до 40 метри на растојание од 20 метри. Заградувањето се врши од крај до крај на бреговите од мртвицата, потоа ја влечат мрежата кон лесите и на тој начин ловат. Ако не е доволно една мрежа, пуштаат уште една на известно растојание и така се изловува сета заградена риба. Трговецот што ја распродава рибата во Скопје или на други места, најчесто бил закупецот или најдобриот мајстор, крамар меѓу рибарите. Тој е и некој вид нивни старешина. Неговиот збор се слуша во се, како при ловењето на риба, така и при нејзината распределба. Спечалените пари од продадената стока, тој ги дели според уловената риба, колку кој мајстор уловил. Рибарите од селото Блаце по риболовот се упатуваат кон своето село задоволни што ќе имаат доволно уловена риба за зимница. Селото Блаце се смета за посиромашно село во атарот на Катлановско, бидејќи е ридско село и нема доволно оратна земја за обработување. Затоа неговите жители одамна били упатени на риболов и рогозинарство, односно користење на материјалите што ги дава околината на Катлановското езеро, шамат, трска, ѕука. И денес луѓето од овој крај се рогозинари во задругата за изработка на рогозина. Народот од овој крај е многу вешт околу приготвувањето на риба. Таа претходно се чисти од цревата и лушпите, а потоа од неа се прават разновидни јадења. Најчесто ја готват печена, посолена згора со брашно, или ја полнат со кромит, прават и тави со бунгур или со ориз, ја пржат. Исто така од неа прават разновидни чорби, јадења што се главна исхрана на населението. Овие јадења најчесто се готват на огниште под вршник, еден од најстарите начини на приготвување јадења познат уште во најстарите времиња. И тоа вршникот се жарува,
а јадењето, рибата што се готви, се става во црепња, под која се става доста жар и на тој начин се пече. За зимница рибата се приготвува на специјален начин. Не се чистат лушпите, се гуши со тесла по рбетот и се вади утробата. Потоа се соли и се става во пресол, каде што стои 5 до 6 дена, оттаму се вади и остава на сонце да се суши или на чад да се ишади. Од кога вака ќе се исуши, се прибира и се чува за зимата. Ова езеро денес веќе не постои. Со изведување на обемни мелиорациони работи, тоа е исушено и претворено во оратна земја. Исчезна ова убаво езеро од географската карта на Македонија.